Македонската ракометна репрезентација по пети пат дел од планетарните собири. За настапот на светското првенство во Франција, за случувањата во Мец, за битката за пласман во елиминацијската фаза на Мундијалот. Реакции, извештаи, анализи во редовните изданија на вестите од спортот. ТВ Нова во Франција, директно од 25-тиот собир на најсилните светски ракометни репрезентации. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во уште едно отворено спортско студио на телевизија Нова. Ракометот традиционално во првиот месец од секоја календарска година е во фокусот на нашата јавност, затоа што македонската ракометна репрезентација во машка конкуренција редовно учествува на големите турнири. Светското првенство во Франција досега ни донесе две победи по две одиграни кола во групната фаза, веќе во третото не очекува првиот сериозен испит, тоа е дуелот со селекцијата на Словенија. На оваа тема во студиото на телевизија Нова ги поканив да анализираме моите гости Мартин Клинчаров, Горан Ѓургуновски и Стефче Лушевски. Три ракометни имиња кои што се познати во нашата земја, по пред се во последно време по анализите и се она што вие го донесовте за гледачите на сите медиуми и на телевизија Нова, не сте прв пат во ова студио. Пред да одиме со на вклучувањето во живо од Франција, каде што не очекува колешката Катерина Павлова Николовска, во една реченица, колку сте задоволни од досега прикажаното на Македонија на ова светско првенство? Најискусниот. Одиме со најискусниот, да. Добро. Мислам дека она што пред почетокот на првенството се посакуваше да се стартува првенството со две победи е остварено. Нашата репрезентација и сите околу неја треба да бидат задоволни од досега прикажаното. Мислам дека се доби една сериозна репрезентација, репрезентацијата на Тунис и два бода против репрезентацијата на Ангола, кои што беа, да кажам така, планирани уште пред патувањето во Франција. Според мене, еден убав, еден добар почеток за овие престојни три надпревари што ќе значат подобар пласман во групата Б. Добро. Па добро кажа Стефче, навистина она што го планиравме, се надеваме дека ќе се пласираме во наредната фаза со овие две победи, иако не се знае до крај. Мислам дека треба да бидеме задоволни прво од карактерот кој што го покажа и борбеноста, пред се на првиот надпревар, вториот не сакам да го коментирам пошто беше надпревар кој што е тешко да се игра, кај што бодовите нема што да се добие, а може да се изгуби. На оној надпревар со Тунис навистина покажавме карактер, покажавме нова игра и многу е важно што овие 6-7 новајли во тимот имаа шанса да дел од нив повеќе помалку да играат и малку да трнат теретот од себе, од што се вика она дебитантски настапи. Се надевам дека во следните надпревари, иако следат најтешките, дека истите тие ќе можат да им помогнат на овие 4-5 играчи кои што се носители реално. Јас сум задоволен од карактерот, да. Тако нешто што беше план пред почетокот на овој циклус, на овој селектор. Но беше тоа да се врати оној победнички карактер, победнички дух, нешто што го изгубивме во два циклуса предходно, вклучувајќи ги оние олимписки квалификации. Значи тоа беше првичниот план и тоа го покажавме на овие, ајде да кажам, два надпревара условно. Значи од тоа сум задоволен играчки. Веројатно ќе има уште нешто многу што да поправиме или да дополниме, ама од карактерот, од борбеноста, од залагањето, од тоа дека не се предадовме иако губевме до некоја 45-та минута тамо со 4 солидни 4-5 гола разлика. Мислам дека е плюс и голем предност за нашата репрезентација. Нашата репрезентација, подсетувам, оствари две победи по првите две кола во групата Б. Ја совладавме селекцијата на Тунис, а потоа и селекцијата на Ангола. За она што се случува во Мец Франција, во живо, во овој момент, на линк ја имаме колешката Катерина Павлова Николовска. Денеска беше слободен ден, нашите ракометари имаа можност и да се одморат, но и да се подготват за предизвикот наречен Словенија. Кои се последните информации кои што пристигнуваат од Мец, Катер? Драган, добро вечер. Поздрав за гледачите на телевизија Нова, секако поздрав и за гостите во студиото. Мирно е во македонскиот ракометен табор по двете стартни победи на нашиот национален тим во групната фаза на светското првенство. Денеска нашите ракометари одмора, тренира, има време за се во буквална смисла.
Така што може да се каже дека би требало подготвени да го дочекаат дуелот од третото коло против репрезентацијата на Словенија. Како и што и ти спомена, и гостите веќе изанализираа во одреден дел, нашите ракометари се во одлична позиција по 2 одиграни кола со максимален број бодови, што секако беше многу значајно за нашиот национален тим со оглед на тоа каква е групата и што ги очекува нашите ракометари во завршните 3 рунди. Првата од трите сериозни испити кои ни следуваат секако е дуелот со репрезентацијата на Словенија. Словенците влегуваат како фаворити во оваа пресметка, тоа го потврдуваат сите, па и од нашиот национален табор. Можеби за нашите ракометари и за стручниот штаб е тоа добра позиција да се признае дека противникот е фаворит, па од таква ситуација да се влезе во дуелот во која нема што да се загуби, односно може да се добие многу во оваа специфична битка за бодови во групната фаза на светските ракометни првенства. Интересен е овој надпревар меѓу Македонија и Словенија, ќе биде утре, заради дуелот меѓу двајцата селектори. Затоа што репрезентацијата на Словенија, сите добро знаат, ја предводи Веселин Вујовиќ, тој беше долго време предводник на екипата на Вардар, па со нашиот актуелен селектор Лино Червар има големи дуели меѓу овие две екипи. И токму заради тоа дава една посебна специфика, една посебна убавина на оваа пресметка. Секако селекторот на македонската репрезентација Лино Червар вели тоа треба да биде ставено во втор план, затоа што не сакам јас тоа да биде дуел мој и на Вујо и да бидеме ние нешто во преден план. Секако најзначајна е борбата на двете репрезентации. Затоа предлагам во овој контекст прво да ја чуеме изјавата на селекторот Лино Червар. Тие се четвртиот тим од Олимпијадата. Тие станаа ракометна велесила која сите ја почитуваат. Може би им недостига висина по нивната техника. Повторувам, може би им недостига висина, но нивната техника, контра и полуконтра, е нивната силна страна. Сето ова ние треба да го неутрализираме. Не можам да гарантирам дека ќе успееме, но ќе се обидеме. Одиме во тој правец и јас и тимот. Пак ќе кажам дека се до крајот ни доаѓа Шпанија, Исланд, но повторно ќе потсетам дека мора да опстане позитивната атмосфера и на секој надпревар да се бориме до крајот. Спорт е така да, нажалост, Спортот е таков што за жал Вујо ќе биде на клупата на Словенија, а не на клупата на Македонија. На клупата на Македонија седи еден извонреден стручњак. Знаете какви беа тие класико дуели, кога јас бев тренер на Вардар, а Лино на Металург. Со Лино не можеш да бидеш рамнодушен, или го сакаш или не го сакаш. Нема тука средина. Таков каков што е, направи добар резултат. Основната цел на Македонија беше да се победи Тунис, кој и да го изгуби во нашиот меѓусебен дуел и понатаму останува со шанса да помине во втора фаза и да биде добро пласиран на конечната табела. Се разбира, јас би сакал тоа да биде Словенија. Ќе биде интересен надпревар за гледање. Знам дека Македонија игра добра одбрана. Нашата идеја е да одиграме добро, да се надигруваме, да одиграме еден цврст надпревар, па на крајот ќе видиме кој ќе се радува. И кого да изгуби и далje остaju шанси да Во македонската репрезентација се фокусирани на надпреварот со Словенија. Не сакаат многу да зборуваат за оно што се случуваше денеска и за тоа што донесе исходот од денешниот дуел меѓу репрезентациите на Исланд и на Тунис, кој знаеме заврши без победник, односно со нерешен исход. Двете репрезентации освоија по еден бод, што за двете селекции е прв бод воопшто на ова светско првенство, затоа што досега има по 2 пораза. Ова реми ја закомпликува малку ситуацијата на македонската репрезентација, затоа што ние сите се надевавме на победа на Исланд и во таква ситуација македонската репрезентација веќе во 99% ќе беше учесник во осмина финалето. Сега ова реми значи дека може да има повеќе исходи, калкулациите се различни,
од тоа ние да бидеме и на повисока позиција, да бидеме четврти, па дури и да извисиме во дадена ситуација, ако овие конкурентите наши Исланд и Тунис имаат уште по 2 победи до крајот и вкупно ќе имаат 5 бода, а ние во ситуација останеме на овие 4. Така што сега да не навлегуваме многу во математиките, постојат значи разни варијанти и за нас затоа е најзначајно ние да играме добро и да си освоиме бодови за себе и тоа така ќе бидеме во најдобра позиција. Во овој контекст поразговаравме малку и со нашите репрезентативци. Еве што како тие гледаат на исходот од овој дуелот воведен од третото коло меѓу селекциите на Исланд и на Тунис. Па добро, овој нерешен резултат не треба ништо да значи, ете можеби со Исланд нерешено ќе не одговара за трето место, така да според мене добар резултат, сепак ние не треба да се замараме со тие резултати, но како и да е, нели допираат тие пресметки второ, трето, четврто место. Ќе видиме, после надпревар со Словенија ќе имаме појасна слика, па тогаш ќе направиме некои пресметки да видиме што ќе не одговара со Шпанија, со Исланд и така натаму. Па добро ги измешам, мислам дека колку не одговара толку, мислам колку е лош толку не одговара тој резултат нерешен со Исланд, на Исланд со селекцијата на Тунис. Тунис доколку изгуби од Словенија, ќе остане 3 бода, доколку ние изиграме нерешено со Исланд ќе бидеме пред нив, така да ништо не е страшно со тој резултат, нерешен резултат. Без да правиме многу математики, без да калкулираме, очекуваме Македонија добро да се представи во дуелот со Словенија, каде остануваш во Франција во месец да ги следиш настапите на нашата најсилна ракометна репрезентација и те очекуваме веќе на стартот од новата работна недела, се надевам со позитивен извештај за она што ќе се случи во дуелот на Македонија и Словенија. Благодарам за ова вклучување во отвореното студио на телевизија Нова. Ние тука и се заблагодаруваме на Катерина за извештајот и за она што досега го донесе за гледачите на ТВ Нова. Продолжуваме со анализата во студиото со нашите гости. Македонската ракометна репрезентација против Словенија. Сите велат дека Словенија е убедлив фаворит. Колку ова од психолошки аспект може да влие по начинот и развојот на играта на нашите репрезентативци, ако знаеме дека во овој состав има и доста млади ракометари, или би рекол помалку искусни во однос на претходните состави кога за Македонија играше Јацо Јуновски, Борко Ристовски и слични. Добро, повторно јас или ајде Фативме ред. Мислам дека кога сте на едно големо надпреварување, поготово кога се работи за две репрезентации кои што доаѓаат од една поранешна држава и кои што се познаваат во најмал детал, значи и македонската и словенската репрезентација ќе анализираат и претходно ја анализирале играта едни на други. Знаеме кои се селекторите на двете репрезентации, Лино Червар и Веселин Војовиќ. Сите нивни досегашни дуели како стратези на Вардар и Металург. Мислам дека на овој натпревар ќе нема фаворити, без разлика што ние некако ја препуштивме фаворитската улога на Словенија, гледајќи ги надпреварите што Словенија ги одигра овие два надпревари. Мислам дека Словенија со Урош Зорман и Словенија без Урош Зорман е сосема друга репрезентација. Секако дека Словенија има квалитетни замени на центарската позиција, меѓутоа не е репрезентација која што не може да се победи. Моje искрено видување и моje очекување доколку одиграме во нападот онака како што одигравме против Тунис со многу мал број на технички грешки, дека имаме шанса против репрезентацијата на Словенија и искрено се надевам дека утре Македонија ќе биде победник на без разлика што имаме 6 дебитанти во нашата репрезентација. Имаме место за напредок. Јас би кажал дека Неловски мора во иднина да биде малку похрабар, да биде малку поагресивен, добива шанса, истото важи и за Талевски. Има простор за ротација во одбраната. Велко Марковски може да одигра и таа позиција која што игра Неловски, Талевски да биде преден играч, така да има многу работи кои што досега на ова првенство беа скриени и мислам дека утре ќе се влечат тие адути и дека Македонија шансите на Македонија се 50-50 против оваа репрезентација на Словенија. Ѓоргоновски селектор Лино Червар вели Македонија е одлична репрезентација, напредуваме од надпревар, но Словенија е веќе светска ракометна велесила. Добро, ако некој е мајстор за да ги ослободи од она бреме на фаворити и да ја намали притисокот од самите играчи,
Тоа е Лино Червар, за разлика од него видовме дека Вујовиќ воопшто не бега од тоа дека има поголем фонд на играчи, барем од она што го изјавува. Се согласувам со Стефче во делот дека има голем напредок, особено во делот за двајцата млади играчи, Талески и Неловски, кои што особено Талески мене не ми е јасно на овие две утакмици како да не учествува доволно во играта, во смисла не учествува, сам не зема да учествува, тој има минутажата, добива, но некако гледаме која е разликата меѓу она натпреварување Металург во Лига Шампиони, каде што тој има многу топки да користи, и она што се вика кога друг е сега во главен на терен, условно кажано. Очекувам тој да ни даде она длабочина во играта, затоа што очекувам дека Словенија ќе игра 6-0 со нас одбрана, која што мораме да ја разбиеме. Зборувам ако играме 6-6 сега во ситуација, дека мораме да ја разбиеме и да ги излечиме тие Габери, Мацковшек напред, а можеме само на тој начин. Исто така и за Неловски се гледа дека тој имаше некои ситуации и промаши кои што се можеби својствени за искуството кое што го има на големи натпревари, но од друга страна па веќе 2 години, Талески 3 години игра со истите тие играчи во Лига Шампиони. Така да Лино знае што прави кога зборуваме за тоа дека да ја прикаже нашата репрезентација како помала, секогаш тргнува и со Металург сме го гледале тоа, тргнува од појдовна точка дека ние сме мали, дека сме во ситуација дека ако ни се пружи шанса ќе добиеме, ако не добро. И тоа нормално дека е полесно за играчите што го слушаат тоа, затоа што ние по друга страна како нација сме некогаш и нереални и знаеме да си ги подигнеме апетитите. Ево, победивме Тунис, го победивме Ангола и веќе сите размислуваме, калкулации правиме, дури може и за кој ќе падне во таа група А, дали е тоа Полска, Русија, Норвешка или дали може да играме со нив. Не сме реални, но од друга страна не можеш ни да им земеш на луѓето тоа да се надеваат и да уживаат во овие моменти кога тие сакаат да планираат нешто големо за својата земја. Не се чести такви моменти и убаво е да си планираат. 6-0 одбрана на Словенија, според Горан. Македонија на ова светско првенство игра различна тактичка поставеност, игра која што е новитет и за нас и за многу репрезентации со кои што се соочуваме. Колку тоа може да функционира против силни репрезентации, против Ангола и Тунис донесе до некаде резултат, но дали тоа ќе го носи овој тим и против Словенија? Види, ќе се вратам прво на изјавата на Лино, во однос на изјавите на Лино и на Вујо, во однос на фаворитската улога и она што го кажа Стефче и Горан. Значи не е само флоскула тоа. До некаде држи моабетот на Горан дека Лино е махер за такви психолошки игри, психолошки војни, игра на зборови пред надпреварите, да, ама во овој случај не е само флоскула, бидејќи е доволно свесен и ако има нешто што е предност или позитивно во тој аспект, е што е свесен за тоа колку ние можеме во овој момент. Заради тоа што имаме 6, 7, 8, не знам колку нови играчи, една комплетно нова слика на оваа репрезентација, комплетно нова поставеност, нов начин на игра, што до сега го имавме изминативе 10 години сигурно. И втората работа е во различните цели. Словенија има далеку различни поголеми цели и поголеми амбиции, да, и очекувања на ова светско првенство од она што го имаме ние. Во однос на она што го кажа Горан за очекувањата како нација, што не е нити прво, нити ќе биде последно, затоа што секое големо надпреварување кое ние мислиме дека лесно сме стигнале на него уште пред да отидеме ние. Да, јас се согласувам дека ние сме веќе победници со самото тоа што сме се пласирале таму, меѓутоа не треба да се дига таа тензија дека еве победивме две и дека сега до крај треба да направиме чудо и да станеме светски шампиони. Океј е тоа, ама треба да имаме барем некое нормално ниво на затоа што ни се случува па брзо да се разочаруваме после секој пораз и да ги плюкаме ракометарите како да се никој ништо. Во однос на она што Стефче го кажа, Словенија со Зорман и без Зорман, да, тоа е дефинитивно така, затоа што Уро Зорман е институција во словенечкиот ракомет. Големиот број на играчи и она што Вујо го најавуваше и го прави
еве и нова светско првенство, и на Олимпијадата, и она што претходно го правеше со ростерот и земајки некои играчи кои за словенечката јавност можеби беше изненадување, повторно се случува, меѓутоа заради тоа што Словенија гледа напред во однос на сите они играчи кои ги произведува и кои мора да стасуваат, мора да прави таа промена генерација посовреме. Предност е за нас во ситуацијава што можеби Миха Зарабец не е на она ниво кој е Урош Зорман, меѓутоа пак тие сега добиваат што до сега го нема шутерска страна, да речеме на надворешните позиции, што до сега беа на еден начин некоја пимплачка репрезентација, игра од рака на рака, бара 6, бара пивот. 6-0 одбрана која словенците ја имаат и која Вујо многу добро ја има разработено, тоа го правеше и со Загреб и со секоја екипа каде што беше, вклучително и со Вардар. Агресивен пристап кон играта во одбрана. Дали ние може да го разбиеме 6-6 или она што го форсираше Лино против Тунис 60 минути 7-6, не знам дали може да функционира со репрезентација како Словенија. Мислам, тоа не е тактика, тоа не е стратегија, тоа е новитет во ракометот. Се исфрли оној маркер за да може било кој играч да влегува и да излегува наместо голманот, меѓутоа тоа не е нешто што може да се користи 60 минути. Затоа што така се губи голманската позиција пред се, само довербата кај голманот, зашто тоа не е веќе голман, тоа е некој кој трча само натаму нааму цело време. А втора работа кај сериозни репрезентации кои знаат како да се одбранат во ситуација каде што имаме ние играч кој како Кире Лазаров и кои може да се позиционираат само на таа страна и може да се одбранат и знаат како да се одбранат, тоа се лесни голови. Ние видовме дека против Тунис примивме 5 такви голови. Тоа не е малку. Со репрезентации како Словенија, Шпанија, Исланд, па и во следната фаза озбилни репрезентации, тоа се многу голови, лесни голови примени кои го деморализираат играчите. Пред да продолжиме на истата тематика, ќе се задржиме малку повеќе на ова нови новитет, ќе направиме кратка пауза за нашите спонзори и се враќаме за кратко во студиото. Со голман, но без голман, ракометот и новитетите, она што го носи светското првенство во Франција и играта на нашата ракометна репрезентација. По подолго време во нашиот национален состав недостигаат неколку познати играчи кои што веќе се во поодминати години, но и не се најдоа на списокот на Лино Червар за ова светско првенство. Борко Ристовски е еден од играчите кои што очекувавме да го носат националниот дрес на Мундијалот во Франција, но наместо тоа селекторот Червар се одлучи за сосема друго решение. Па дури Митревски не добива шанса и на првите два надпревари беше на трибините, а не беше дел ниту од клупата. Колку оваа игра, што ја видовме во првите две средби, може да се преслика против силни репрезентации. Ја начнавме оваа тема пред рекламите, продолжуваме каде што застанавме. Бара трчање на голманите, бара брзина од играчите. Колев. Па добро. Значи, многу експлоатирана тема за тоа дека недостасува и Борко, ја би кажал Јаце Јоновски, кој што мислам дека во оваа ситуација кога ние играме некои зони кои што се, можам да кажам слободно, подзаборавени за нас како репрезентација, кога Стефче беше и кога почнуваше и долги години, знае дека неговата генерација, ама да тој е член на повеќе генерации, така е, па така е сега, фала Богу. Господ му дал здравје, играше долго, игра 3-2-1 зона која што потоа со една нова генерација доаѓање на Стоилов, Јоновски и компанија и не знам, се префали да ние играме по дефолт 6-0, која што многу ретко беше менувана. Сега доаѓаме во ситуација, повторно играме некои офанзивни зони, кои што, некој вика дека е 3-2-1, некој 5-1, не е ни важно. Важно е дека функционираше така како што функционираше. Ја искрено не сум многу задоволен и мислам дека тука имаме најголем напредок, дека треба и мораме да ја подобриме ако сакаме со овие репрезентации како Словенија да направиме нешто. Но сакам да кажам дека ја би рекол дека Јоновски мене многу ми фали овде за да можеме во даден момент да смениме на 6-0, затоа што сепак со Велко Марковски беа последните неколку години тандем кој што функционираше добро.
И секако големо изненадување беше Борко, но на вистина никој овде, верувам, од нас не може да каже дали е тоа исправно во моментов. Ќе се види многу брзо за некој недела дена, дека големо искуство има Борко Ристковски, да, но од една страна Лино го знаеме сите ние дека е многу голем аналитичар и сигурно тоа не го направил случајно и без размислување, што викам јас 2 книги напишал додека ја донесол таа одлука сигурно. И од првите 2 утакмици можеме да кажеме дека тоа има добитната комбинација, но повторно ќе кажам, игравме со 2 неевропски репрезентации, од која едната е исклучително силна. Тоа се покажува, еве и денес го видовме со Исланд. Значи исклучително силна репрезентација и моментално тоа е во добитна комбинација. Како ќе биде другите средби не знаеме. Него му треба и голмани кои што ќе се менуваат нон-стоп, ќе трчаат, ќе паѓаат на глава. Веројатно тоа не го видел во Ристовски. Една од причините што ја можам да ја видам како причина зошто би било така. Една од главните причини е таа, веројатно гледаме како тие имаат некои улоги кои што се врати се излези, влези, кои што ете можеби Червар мислеше дека не може да го спроведе со Ристовски. Ти си емотивец во врска со Јоновски, пошто така го доживува. Ја ќе се надоврзам само тука. И кажа дека му недостига. Да, му недостига. Он си емотивно врзан. Ја ќе бидам искрен и ќе кажам, бидејќи не сум дел од стручниот штаб, меѓутоа сум дел од некое советодавно тело на барање на Лино. Уште од самиот почеток на неговото доаѓање, на негово инсистирање и ова подмладување во разговорите кога го правиме, јас го заговарав уште со почетокот на циклус на квалификации на Европско првенство. Не се случи тогаш, затоа што веројатно Илино мислеше дека не треба, дека ќе одиме да изиграме во Чешка. Во Чешка ќе изгубевме секако, затоа што таква беше атмосферата и Украина ќе ја победевме било кој да се соблечеше тука од нас на домашен терен, така што тие надпревари беа веќе поделени. Тоа беше буквално добар момент да се направи тој пресек и да се направи тоа подмладување како почеток на нов циклус и оваа репрезентација сега која гледаме на светско првенство да има континуитет барем од 2 надпревари одиграно заедно и овој нов модел и нов начин на игра и тогаш да се промовира на еден начин. Од друга страна, ова со Борко, да, разговаравме малку, тема на која не се сложивме, која јас не се сложив со мислењето, од аспект што имаме двајца голмани кои не се неискусни пред се Колев, меѓутоа се непознати во светскиот ракомет. Ако така гледаме, во однос на репрезентациите и на играчите кои настапуваат против нас. Од една страна, друга страна, тоа не е само да имате голман, тоа е повеќе психолошка војна. Борко Ристовски со години брани на интернационално ниво, на високо ниво, брани во еден клуб како Барселона. Ние може да викаме дека е ваков, таков, его трипер, со пола играчи е скаран, не се трпи, све може да викаме за него, ама во ситуација кога имате сериозни играчи против себе, тоа веќе е на еден начин психолошка војна. Играчите малку поинаку го доживуваат и секој од нас имал такви голмани против кои му било потешко да игра и против кои не се обидувал толку лесно да шутне на гол. Значи имал повеќе респект. Во тој однос не се согласивме со Лино дека треба да се иземе. Она што го кажа Горан, до сега да, гледаме дека функционира. Не дека одбранија нешто многу, имаат 8 одбрани на 2 утакмици плюс минус и 2 гола на Благојче Трајковски. Ако иставиме од гол на гол. Ама дали тоа ќе продолжи така да функционира? Да, една од главните причини беше тоа дека Борко немаше да се согласи, немаше да му биде драго и Лино сметајќи дека ќе влијае на атмосферата, дека Борко треба да трча цело време или да не учествува толку активно во нападот, бидејќи видовме дека со Тунис ние 60 минути имавме летачки голман кој само трчаше од аут линија на гол. Значи во таков некој концепт, да, Борко веројатно и сам тој не би се видел на таков некој начин на практикување на игра. Стефче, споменавме со неколку генерации во националниот дрес на Македонија, во неколку системи со повеќе селектори со различни ставови, со различни формации и тактички замисли. Колку е реално тешко
се смени нешто што се практикувало подолго време, да го разберат играчите за кратко време и да го имплементираат на едно големо надпреварување. Па добро, сите овие играчи биле под палката на Лино Червар долги години, работеле со Лино Червар во клубскиот ракомет и лесно е да еве на едни вакви припреми од 25 дена се направат сите можни варијанти како во нападот, така и во одбраната. Македонската репрезентација има габарит, има квалитет да ги игра сите зони, дали тоа е офанзивна зона или ако може така да се каже во денешно време некоја дефанзивна 6-0, таква зона не познавам, значи секоја зона е една офанзивна зона. На селекторот е да одлучи која зона ќе одигра на надпреварот. Она што јас би го кажал околу составот и околу ростерот, читајќи кои беа изјавите на селекторот Лино Червар пред почетокот на припремите, дека сака тимот да биде оној што ќе победува, не поединецот. Јас се сложувам и мислам дека ако имаме стратегија за Токио 2020, Борко Ристовски не е престар голман. Може би ова што не е повикан во репрезентацијата е една да кажам поучна мерка за Борко Ристовски да ова што го кажа Мартин, јас не сум толку внатре во репрезентацијата веќе 3 години. Зборуваме, меѓутоа Мартин каже некои работи кои што еве ако се точни дека Борко Ристовски бил скаран со еден со друг, можеби тоа е разликата зошто Борко Ристовски не е во 19 или 21 кои што беа во комбинација за ова светско првенство во Франција. А од друга страна тоа не значи дека Борко Ристовски е избришен од репрезентацијата. И Бриковски се повлече. Така, мислам дека ако си има таква стратегија, голман кој што брани во Барселона мора да биде во комбинација за националниот тим. Она што во играта 7-6 ќе го кажем и за нашите два голмани кои што сега се, значи мислам дека сосема коректно ја извршуваат својата задача на овие два надпревари. Ќе видиме во значи она што следува. Колев е искусен голман, квалитетен голман кој што ми бил соиграч и знам колкави квалитети поседува. Благоче Трајковски исто така поседува квалитети. Визијата на Лино Червар за играта 7-6 и она што него му е потребно е брзи голмани кои што брзо ќе се менуваат, даваат за право да знаеме како на времето го измисли Шола и на крај стана светски првак. Одлуките се негови, не би сакал многу да коментирам на таа тема. Во секој случај, сега за сега е добро. Лино е таков тренер кој што сака да има мир во екипата, може би и таа е една од причините во смисла дека и го спомнавме претходно и Вујовиќ со Зорман. Мислам ти да се откажеш од Зорман кој што пред 6 месеци беше европски шампион, а знаеме дека Вујовиќ како тренер во Вардар и како селектор и на македонската репрезентација меѓу другото и во Загреб, едноставно не трпи играчки имиња, можам да кажам слободно, кој што од друга страна има селектори како Лино кои што напротив сакаат да имаат такви лидери. Значи Вујовиќ не е тип на тренер кој што сака да има еден играч кој што ќе му биде лидер, него едноставно сака да има војска од ова и затоа е погоден за екипи и репрезентации кои што имаат млади играчи кои што може да го наметне. И тој ја верувам дека една од причините за Зорман е тоа. Така беше и со Наумче кога беше во Вардар, така е секаде. Тој го има тој проблем да некој едноставно не може би поголем од него, ама едноставно да е над другите, а Зорман реално и со се што постигнал во животот и со играчки квалитети е над него и мислам дека ќе му недостасува во моменти кога се треба да се крши резултат, да се зачува, да се игра на сигурно. Ама Вујо и Зорман функционира на претходните жопри. Значи тие функционира, не е тука проблемот сега дали е веројатно во таа ситуација мислам дека сега веќе Словенија полека им дава шанса затоа што има и лесно и е на Словенија. 4-5 средни бека кои треба да дојдат до ситуација. Лесно и е на Словенија, да беше и Бомбач, тука никој немаше да разговара за тоа. Значи
Лесно е затоа што има голем фонд. Ние не можеме така да се одречиме од играчи. Пробавме ние од Миркуловски, се пензионира, па сега го враќаме назад. Ние немаме, ние сме 15, 20 сме во државата, не сме 50, да, како тие. Нашиот проблем е што ние не им даваме шанса и на тие тројца што ги имаме, не им даваме шанса кога треба. Ако не се случеше она што се случи во Металург, Талевски, Кузмановски и Неловски никогаш немаше да добијат шанса да играат. Па сигурно во голема мера е веројатно дека ќе игра уште за Металург 2 и ќе беш шампиони во младински. И ќе беше Филип Миркуловски немаше да отиде во Германија, Наумче Мојсовски уште ќе беше тука и таа генерација се уште ќе функционираше така како што функционира. И ништо немаше да се смени. И немаше ни еден да добие од нив шанса она што требаше да го добие многу порано. А словенците имаат многу играчи на располагање. Она што јас сакам да го кажам за претходно за што зборевме за нападот на Словенија сега да речеме со Зарабец, голема разлика е што од минатата година, да речеме тие големиот проблем е разликата и Мацковче кој што е онај стариот од она што можеме да го видиме. Значи Мацковче беше еден вундеркинд кој што пред 3-4 години играше на многу високо ниво. И имаше еден неверојатен пат и во кариерата и во играта. Сега е онај стариот, значи тој е играч што може да направи промена, тој е играч што може да шутне од надвор од 9 метри и единствен што може да шутне. Останатите и Зарабец, и Безијак, и Кафтишник, и Доленец, сите се тие разигрувачи типови на играчи кои што бараат 8,5 метри и знаат многу со топка и така натаму, но не може да го направат тоа што може Мацковчек. И тука треба нормално на надпреварот утре да се внимава. Тоа не е добра вест за нас, што тој игра во таков ритам. Барем ова што го видовме досега. А и не само на светско, него и полусезона. Ние во овој момент мораме да направиме уште една кратка пауза за реклами, а потоа ќе се вратиме на темата Македонија. Во последните 3 квалификацијски кола ја разработивме горе-доле Словенија, но останува да кажеме избор 2 за дуелите со Шпанија и со селекцијата на Исланд. Правиме пауза. Првичната цел велата е исполнета. Ги добивме првиот и вториот надпревар, тоа што го предвидовме и од Скопје, но Исланд против Тунис не одигра за македонската репрезентација, ако може тоа така да се каже. Не успеа исландјаните да го совладаат тимот кој што ние го победивме и токму поради тоа трите преостанати кола од групната фаза значат барем еден бод за нашата репрезентација за сигурен пласман во елиминациите. Има многу калкулации, има многу математика, но ние имаме нашата репрезентација, имаме тројца гости во ова студио, имаме уште 3 надпревари за Словенија. Кажавме од прилика што се може да очекуваме, каква би била нашата и каква би била нивната игра. Против Шпанија треба ли Лино Червар да калкулира? Треба ли да излезе со втор тим за да се одморат силите за дуелот против Исланд? Тевче. Добро, мислам дека овој резултат денес помеѓу Тунис и Исланд треба чудо да се деси да Тунис освои 5 бодови. 90% од работата е завршена што се однесува до пласманот во осмина финалето. Меѓутоа, да се заврши четврт во групата е рамно како да не сте се пласирале во тоа четврт финале. Сигурно, од другата страна, ќе наидете на една Франција која што е домаќин и само чудо треба да се деси да домаќинот испадне во осмина финалето. Гледајќи го надпреварот денес помеѓу Исланд и Тунис и онај Исланд-Словенија, можам да кажам дека Исланд исто така не е репрезентација која што не може да се добие. Нивниот носител на играта е веќе во главен играч, левото крило. Сигурцон е веќе во подминати години на надпреварот со Словенија не играше, шутираше само најстроги казни. Имаат промена на генерации, Палмарсон не е во составот поради повреда, Халгримсон и двата централни играчи во одбраната 6-0, така да не се репрезентација од која треба да се стравува и тука можам да кажам дека Македонија треба да извојува сигурна победа, без разлика што Исланд има некој рейтинг поголем од Македонија на последните големи надпреварувања, меѓутоа во моментот ситуацијата е таква да без разлика на она како ние го гледаме Исланд, мислам дека Македонија има големи шанси. Што се однесува до надпреварот со Шпанија, тука нема што да загуби Македонија.
Не би рекол дека треба да се штедат силите, треба да се проба доколку знаеме на сите големи надпреварувања Македонија победувала еден голем фаворит, да се проба доколку се може да се парира на Шпанија, да се игра на победа, доколку не е секако да се чуваат силите за тој надпревар со Исланд. Јас пак ќе кажам дека многу е битно Македонија да заврши на втората или на третата позиција во групата. Дај Боже да завршиме ги како прво пласирани. Тоа ќе значи многу полесен противник во осмина финалето. Ако бидеме четврти, најверојатно по резултатот денешен Франција-Норвешка, ќе играме со домаќин од Франција и мислам дека шансите ќе бидат многу мали за да го продолжиме нашиот престој на мундијалот. Искрено се надевам дека Македонија има шанси и против Словенија, и против Исланд, па и против Шпанија за позитивен резултат и место погоре на табелата, кое што ќе значи избегнување на репрезентацијата на Франција во осмина финалето. Крилата во македонската репрезентација против Ангола има и добро и лошо полувреме, има добра контра и лоша контра. Колку Манасков и Георгиевски нова светско првенство го исполнија она што се очекуваше од нив, барем до сега. Нашите крила се веќе стандардни, држат некое стандардно ниво со години наназад. Може би осцилациите се јавуваат од тоа колку играат, колку не играат во своите клубови, во какви клубови играат. Моментално знаеме дека Деки Манасков имаше проблеми со минутажата во Вардар, знаеме дека има проблеми со минутажата во Рајан Некер заради Валур Сигурцон, кој иако е во тие години во кое од информација кредит има некој. Не само кредит, од она информација која имав дека на првиот обид кога му се дала малку поголема минутажа на Манасков, направил скандал во Рајан Некер сакајќи да игра. Значи тој е човек кој сака да игра 60 минути, не трпи никој да има. Така да повторно ќе го има тој проблем Манасков таму со минутажата. Меѓутоа е човек кој е неверојатно психички стабилен, психички јак, во смисла дека не му значи едно промашување, две промашувања, знае да се издигне и да даде 5-6 гола поред. Така и со Гоце Георгиевски, навикнавме да го гледаме во некоја права линија и да очекуваме од него константно 4-5 гола од 6-7 шута на надпревар, зависи од позицијата која има, дали е пасивен или не. На првиот надпревар имаше отвори многу лошо заради тоа што имаше многу лош шагол или бевме тешки шутеви, под пасивен напад во некои ситуации во кои беше веројатно невозможно да се постигне гол. Меѓутоа се врати повторно, значи тој полека ја добива таа самодоверба и добро што Лино верува во него, иако сега имаме резерва која веројатно е младо дете, млад играч кој сега допрва доаѓа. Многу ми се допаѓа заради карактерот, заради интелектот кој го има, заради квалитетот кој го поседува технички моментално, иако уште многу веројатно треба да учи Мартин Поповски. Меѓутоа гледаме дека Лино му ја дава таа самодоверба, му ја дава таа сигурност на Георгиевски и после промашувањата му дава шанса да се врати. Така да нашите крила воопшто и не се спорни и мислам дека нема потреба да се анализираат повеќе, тие ќе си го дадат на свој максимум. Така Јоилевски го видовме на преврат во гола, влезе си ги искористи сите шутеви што ги имаше. Тие се веќе играчи кои што тие се оформени играчи. 3-4 години игра во Металург, еве Севодор ке играат веќе, не се деца и не се тие. Георгиевски веќе беше Франција, сега Романија, мислам за Манасков да не збориме, игра во шампионат. Она што го начинаме како тема за Талевски претходно и за Неловски, со Талевски малку разговараме синоќа. Не го даде, веројатно не го даде или не го даде она што сите го очекува од него во новија први два надпревара, заради она тежина која му се става сега на терет. Она што го имаше како улога на лидер во Металург, отписот во Рајан Некар и сега некако сам си става психолошки товар е многу психолошки товар дека треба да измисли нешто, дека треба да даде нешто повеќе од што сите очекуваат од него. И разговараме малку дека мора поедноставно да игра, да чека своја шанса. Два пати се залета, одлично чекајќи шанса, даде два одлични гола. Секогаш кога измислува нешто, кога солира, прави технички грешки, фрла топки каде што не треба. Значи, е свесен за тоа, добро што е свесен, ги знае своите грешки, знае каде треба да се поправи. Така да и во тој аспект можеме да очекуваме повеќе и од Талевски и од Неловски. Бидејќи е прво некое големо надпреварување на кое тие имаат сериозна улога, до сега немале сериозна улога. И дело во квалификациите, оние два надпревари и против Украина и Чешка, против Украина дома,
тие почнаа да играат 45 минута против Чешка. Талевски шут на 50 минута таму. Кога виде дека веќе може, дека тие не се вонземјани, дека не се нешто. И она што го кажа Стево, дека не треба да ги преценуваме репрезентациите, не ги подценуваме, меѓутоа не ги преценуваме. Тие биле имиња некогаш, меѓутоа сега се веќе во некој стадиум кој Исланд веќе не е таа репрезентација која била пред 10 години со играчи кои биле тогаш актуелни. Сега веќе е некоја генерација која нас воопшто не треба нешто не значи многу. Апсолутно, Исланд без Гунарсон, без Александар Петерсон, кој што е уште игра активно во Рене Карлове на високо ниво, не е тука. Палмарсон, кој што е можеби најдобар на своја позиција во светот, кој што е повреден, апсолутно е комплетно друга репрезентација. И гледаме дека те гледаме како поминува. Значи Исланд, значи искуството што го немаат тие играчи од Исланд, си го плаќаат, си ја плаќаат цехот за тоа. Што се однесува да го покажуваат. Да. Значи што се однесува до Неловски нема константно, тој не е ни константно во тренажен процес и тоа е негов голем проблем. Не е тоа сега, тоа се минатите 2 години. Еве сега пред само припреми тој беше месец и нешто беше со половината имаше проблем. Така да не е едноставно, ти се дојде, во Маврово се разболел, пола припреми не тренирал и се тоа треба да игра на највисоко ниво. Не е едноставно, дека имаат капацитет, имаат, дека не се деца, веше не се деца. Значи, Стефче е тука, Стефче играше, ја не се ни сеќавам, може деца беше. На 17 години играше во Пелистер, кој што играше на високо ниво. Значи дека не се деца, дека треба веќе да дадат. Ја затоа реков Талевски, Мартин рече дека тој си зема некои работи да ги солира, тоа е веројатно му е од Металург што е лидер. Овде е лидер друг, што е нормално, овде само треба да биде паметен да го искористи Кире и Миркуловски. Ништо поише. И да го даде оној Мацковчек што го дава се во Словенија. Значи кога ќе се создаде со ситуација, тој само да ја она што го направи на првата утакмица 2 пати, и тој е слободен, готово, завршил работа. Значи веќе некој внимание ќе обрне и на него и тоа ќе полесно и за Миркуловски, за Стоилов и за овие кои што се наши главни играчи. Затоа што се однесува до Шпанија, мене искрено Шпанија не ми изгледа воопшто страшно, иако е репрезентација која што и во минатото знаела во една утакмица и да дава газ, и да пушта газ, и да менува ритам како што ја одговара. Тие се преискусни, ама можам да кажам дека јас на прва Шпанија, Словенија давам мала предност на Словенија, колку и да е тоа чудно. Затоа што навистина, ако се не разликуваат, пак ќе речам, се разликуваат во еден играч кој што може да од надвор да ги разбие. Овие нема ни еден играч. По мене, Шпанија нема ни еден играч што може да шутне ван 9 метри. Како класичен шутер збориме. Нормално. И Канелас може да шутне, ама не е тоа таков бек како што треба да има една голема репрезентација, како што имаат овие репрезентации кои треба да се борат во 4. Но, да не се лажеме, Шпанија е кандидат за најдобрите 4, но мене не ми изгледа страшно воопшто од ова што како ростер на играчи. Не изгледа страшно, години назад истите играчи играат на истиот начин, истиот ракомет, веројатно малку декадентен со тропање, со пимблање, со Раул Гонзалес, Раул Ентрериос да мафне 3 пати време пивот и тоа е некој ракомет кој веројатно и со најдобар пивот на светот, кај што е многу тешко и тактиката е да се фори на Гинагалде кога нема и за да бутне тројца или е пенал или е гол или е 2 минути. И таа е таа тактика, ама со години се влече и со години се тука некаде. Веројатно Германија им покажа во на финале како тоа треба да изгледа и како некој нов модерен ракомет и некоја нова генерација ракометари која Германија ја создава 10-15 години, веројатно ги немаше никаде на ракометната карта, ама тие решија дека ќе создаваат една комплетно нова генерација, што веројатно е и клучот за ако сакаме и ние. Тоа во многу спортови е пример, не е само во ракометот, тоа е веќе друга сериозна проблематика која бара многу повеќе време за да се разработи. Капацитет е тој на Ми остана во главата прашањето колку Кузмановски ќе можеше да помогне и со што на ова светско првенство. Јас пак ќе се навратам на стратегијата која што има селекторот и неговите изјави дека се ствара тим за Токио 2020. По мене недопустливо беше тоа што Мартин Велковски исто така не е таму во ростерот 19 во Франција, доколку
имаме таква стратегија, не сакам никого Па и може би Томовски ако разговараме за Извини, Токио. Стефче, она што преска го кажав во однос на заговарањето на подмладување, која кажав дека Горан е емотивно врзан со Јоновски. Она што јас го заговарав во тие разговори со Лино беше токму тоа. Значи без замерка на никого, ние сите се познаваме, без лоша намера и не треба да се сваќа лично, беше токму тоа да се направи тој рез во однос на Велковски, во однос на Талевски, Невовски, Кузмановски, а да се овие Јоновски, Владко Митков, играчи кои веќе од тој аспект го дале своето, а не можат ништо повеќе да дадат сега. Ако веќе правиме Па и на делот играчите да бидеме реални, мислам дека најдобро значи, ќе посведочиш. Пак ќе кажам, Никогаш и јас това никогаш играчите репрезентацијата не сум ги делел на млади и стари. Напротив, има добри и лоши играчи и така треба да се гледа кога се прави еден состав за репрезентација. Меѓутоа, имајќи ваква стратегија долгорочна или краткорочна, среднорочна, како сакаме да ја наречиме, требаше Мартин Велковски да биде таму. Кузмановски е еден небрисен дијамант на македонскиот ракомет, момче кој што на претходното првенство во Полска го видовме како Беше одличен. Како едно од сите, така едно најголемо ракометно откривение за македонскиот ракомет. Македонија има светла иднина во тие млади добри играчи, ќе кажам, еве ако може така некако да ги формулираме работите. Се што треба е да малку повеќе веруваат во себе, да се гладни за гол, да бидат, како да кажам, еве со еден жаргон, ракометни убици, кога ќе се создаде шанса да шутираат, да не се оптеретуваат со тоа дека играат на светско првенство. Се што треба да направат е да влезат во системот, да знаат каде треба да нападнат и кога ќе им се створи шанса да шутираат. Никој преку ноќ не станал играч, никој без работа не станал играч. Тие момчиња многу вредно работеле за да стигнат тука каде што се, поседуваат квалитет, само треба да веруваат и во иднина на секој надпревар слободно, без страф од она што значи светско првенство, да го дадат максимумот и мислам дека ќе бидат новите македонски ракометни херои. И нормално да имаат амбиција да бидат подобри од оваа генерација која што сега е на заминување. Тоа е многу важно. Значи, тие мора да имаат амбиција да бидат подобри од генерацијата на Кирил Лазаров. Колку и да звучи тоа реално нереално во моментов, но оваа генерација со Кузмановски, Талевски, Велковски компанија е навистина една, јас барем како физиономија на играчи, досега ние не сме имале таква еве видовме и како младинска репрезентација. Значи стварно ја не се сеќавам дека во овие 25 години не сме имале од она прва генерација од Пепи Марасков, не сме имале ние играчи по 2 метра кои може да застанат еден до друг и во одбрана и во напад. Кога е сега точно е дека тие треба да веруваат, но не треба и многу да се умислуваат, затоа што и тоа ни се случува, особено со без основа. Значи имаме играчи кои од нив дел од нив кои што во дадени периоди, моменти се знаат да се занесат, а немаат континуитет, немаат основа, не дале уште. Треба едноставно да, но тоа е веќе и дел на психологија кој што во Македонија е шпанско село. И за да ги навредиме шпанците. Да, значи навистина е така, барем моето искуство е така, со чест на исклучоци кога сме имале таква помош од таков отава, со што многу влијае на ова, но во секој случај прашањето према Стефче за Кузмановски, мене ми е многу криво што го немаме, затоа што е единствен од нив кој што може да добие дуел, а нас таков играч освен Миркуловски ние во оваа селекција немаме и ние неопходен. Може да добие дуел, може да скокне во простор, покрај тоа што може да шутне од место, нас ни треба таков човек, особено во ситуација 7-6, кај што ние не решаваме игра од надвор, не е дозволено да решаваш игра ван 9 во ситуација 7-6, затоа што се друго е казна која што ќе те стигне и ние пробуваме, штета што го немаме наумче во оваа ситуација од пред 4-5 години, па со Миркуловски и со Лазаров секоја ситуација на простор затоа што во таа ситуација или е гол или си од ситуација на пенал и има прекин, има ова, можеш да смениш и така натаму. Сакам да кажам, ризикот е доведен на некои граници кои што се прифатливи
и затоа викам од тој аспект е штета, а од друга страна може да изигра на позиција на двојка, кај што е Стоилов сега, кај што феноменално Комплетен игра. Може да игра двојка, може да игра Феноменално игра Стоилов, ама до кога така ќе игра? Оно е прашањето за дали да се тактизира со Шпанија, ја би почекал Словенија да видиме. Ако нормално дека не знам некој од нас да излегол на утакмица и да размислува дека денес нема да играм, но ако се види ситуација дека ние први 15-20 минути имаме ситуација да треба и да се штеди, зашто да не во интерес на Исланд. Тоа прашање е во контекст затоа што играме од 18 па 19. Сосема е на место прашањето затоа што играме последни надпревари врзани, што порано беше случај на светско секогаш. Играш 1-2 дена, третиот слободен. Играш 1-2-3 дена, па слободен ден. Сега не е, сега има поголем размак на одмор. Има простор да се одмори, да се игра против Шпанија, не стигне замор. Па празен ден, па евентуално во осми на финале. Ама тоа е за сите, јас не го спорам тоа, но сите го прават исто. Значи тоа е случај кај Шпанија и кај Исланд, и кај Тунис. Значи системот е таков за сите, тие немаат повеќе одмор. Франција денес со Норвешка заводи 5 разлика, 45 минута и тој го смена Омеер и смена уште еден двајца, а зборуваме 15 минути пред крај. 5 разлика на 15 минути пред крај не е разлика која што сите е ист, суштината е кој е физички поспремен. Значи колку нашата клупа може да го издржи. Ние во овој ростер имаме деца кои се млади, кои можат да издржат терет, кои се добро физички спремни, барем она што го видов јас во оние подготовки во Маврово, на кој начин тие физички се подготвува. Сигурно дека е на 20 години моментот на рехабилитација после надпревар е друг, на 38 е друг. Проблемот кој ние го имаме претходно во ростер кој го имавме Наумче Мирковски и Кире Лазаров, една бековска линија, немавме втора. Нормално дека рекуперацијата после надпревар и во вакви врзани надпревари е тешка. Сега имаме деца кои се малку повеќе желни за надпревари, полесно се враќаат и полесно се одмараат, а и се физички добро подготвени. Тоа можам со сигурност да го. Добро, факт е дека искористи доста играчи Червар на ова европско, на ова светско. Освен Митков кој што влезе епизодно и Мартин Поповски. Колку што се сеќавам, сите други играат. Никола Марковски игра, Велко игра, и тоа Никола Марковски игра и доста солидно, можам да кажам, многу подобро од претходно тоа што отиде во странство, кај него има се гледа некоја промена. Значи доста стабилна игра, иако му е даден голем терет да игра на таа зона позади, кој што бара многу трчање, а во ситуација игра како втор пикер игра во таа 7-6 со Стоилов. Стоилов не сакам ни да го коментирам, игра навистина на високо ниво и се гледа таа минутажа што ја добива оваа година во Вардар, за разлика од лани која играше по 3 минути, сега игра по 20 на минути, 25 можеби повеќе, сега да не грешам. Се гледа промената дека ова не беше спорен неговиот квалитет или талент, беше спорно што немаше минутажа а сега е ставен во ситуација да е толку неопходен, толку е витален дел што и на рековме во одбрана ваму, а и во напад кај што гледаме дека Кире го запослува доста, фала му на Бога, добро и реализира, така да доста играчи вртиме во ово, што е многу добро за турнирски систем. Што е новитет за нас, и е новитет за нас, затоа што знаеме дека кај нас играат 9 и оние другите ако паднеше некој од непозната причина ќе влезеш. 3 надпревари, 4 дена. Македонија очекува сериозен предизвик на светското првенство во Франција. Нас не очекува уште една интересна и возбудлива работна седмица во која што повторно ракометот ќе биде во фокусот на фреквенцијата на телевизија Нова. Ви благодарам многу за одвоеното време. Оставаме простор да поминат 7 дена. Веќе следниот викенд во недела е момент кога ќе знаеме и дали бевме во осми на финалето и што во него направивме. Ако имаме простор, секако ќе ви повикаме и повторно, ние најавуваме повторна средба, како што реков, за 7 дена. Дотогаш следете не секојдневно во сите спортски прегледи со директни вклучувања од Франција и со гости кои што ќе го анализираат постигнатото пред се на македонската ракометна репрезентација, но и на селекциите кои што се дел од нашата група. Во овој момент ви се заблагодарувам на вниманието и ве поздравувам.
Кометна репрезентација по пети пат дел од планетарните собири, за настапот на светското првенство во Франција, за случувањата во Мец, за битката за пласман во елиминацијската фаза на Мундијалот. Реакции, извештаи, анализи во редовните изданија на вестите од спортот. ТВ Нова во Франција, директно од 25-тиот собир на најсилните светски ракометни репрезентации.